Драги ученици, добар ден! Најпрво да ви се представам. Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчев во Тетово. И вие денес ќе учите заедно со мене една лекција по македонски јазик. Се надевам дека сте расположени за учење. Па да започнеме веднаш. Преку еден ребус, односно загатка, ќе откриеме зашто ќе учиме денес. Може да започнеме? Ајде, почнуваме. Дали некој од вас слушнал што е тоа ребус? Може би некој решавал, но сигурно повеќето од вас и не знаат што е тоа, затоа сакам да го објаснам овој поим и понатаму да знаете самостојно да го решавате ребусот. Ребус е една загатка во која што се дадени илустрации и со помош на илустрациите го откривате поимот, односно решението на ребусот. Сега ќе започнеме со две илустрации. Еве ги. Ајде да видиме која нота е представена на првата илустрација. Ја препознавате? Одлично. Тоа е нотата ре. А сега да видиме на втората илустрација, кое житно растение го препознавте? Секако, тоа е пченица. Сега, овој знак што се наоѓа пред пченицата ни кажува дека треба да изоставиме еден глас, односно една буква, што се наоѓа на почетокот на зборот. А тука ни е гласот или буквата П. Сега со поврзување на поимите од првата и втората илустрација, ќе го добиеме решението на ребусот. Ајде, обидете се. Успеавте? Така е. Тоа е поимот реченица. И денес ќе учиме нешто што е во врска со речениците. Да започнеме. Речениците по својата содржина се делат на расказни, прашални и извични реченици. А во оваа лекција ќе учиме да ги разликуваме расказните, прашалните и извичните реченици и правилно да ги употребуваме. Во секојдневниот живот ние изговараме, но и пишуваме многу реченици. Со нивна помош ние опишуваме, соопштуваме, известуваме, поставуваме прашања, даваме одговор на прашања, раскажуваме, па и прераскажуваме. Како се делат речениците според својата содржина? Ајде да повториме. Така е. Речениците се делат на расказни реченици, прашални реченици и извични реченици. Ќе започнеме со расказните реченици. И тоа секако преку примери. Дадена ни е една илустрација. Внимателно разгледајте ја и обидете се да составите повеќе расказни реченици. Може речениците или да ги изговарате, но може и да ги пишувате. Сигурно се сетивте на многу. Сега и јас неколку ќе истакнам. На фармата има многу животни. Кокошките секој ден несат јајца. Што успеав да искажам преку овие реченици? Дали раскажав нешто или прераскажав? Дали поставив прашање? Што мислите вие? Со овие реченици раскажувавме. Ајде сега да ја разгледаме и втората илустрација. Разгледајте ја добро. Исто така можете да составите една или пак повеќе реченици. Сигурно изговоривте доста или пак напишавте. Ова се моите реченици. Фудбалскиот надпревар се одржа во сабота. На надпреварот победи екипата на фудбалскиот клуб Љуботен. Ајде да видиме што искажавме сега со помош на овие реченици. Така е. Со овие реченици известувавме за фудбалски надпревар. Ајде третата илустрација сега да ја разгледате. Составете неколку реченици, тие да бидат расказни. Еве и две реченици имаме тука. Марко има црна коса и сини очи. Калина има руса коса
и сини очи. Која функција постигнавме со овие реченици? Секако, дадовме опис на девојчето и на момчето. Тоа е опишување. Ајде сега и за овие илустрации исто така да составите реченици. Што гледате на првата, а што на втората? Така е, најпрво девојчето чита книга, а потоа го пренесува тоа што го прочитала на некое момче. Може вие да составите реченици во врска со некоја книга што сте ја прочитале. Еве, следните реченици. Шеќерното дете живеело во градот Негобил. Слаткарот Марко ги разбудил сите соседи. Сега со овие реченици ние секако прераскажувавме. Еве уште еден пример за расказна реченица. На ливадите се распослани килими со разнобојни цвеќиња. Сега да одговориме на неколку прашања. Што се расказни реченици? Размислете добро. Напишавме многу реченици, ги искажавме. Што се тие? Така е. Речениците со кои раскажуваме, известуваме, опишуваме, прераскажуваме, се викаат расказни реченици. Следното прашање. Кој знак стои на крајот од расказните реченици? Тоа беше лесно. На крајот од расказните реченици стои знакот точка. Што се случува со гласот на крајот од расказните реченици? Секако прочитавте многу расказни реченици. Што се случува со гласот? Така е, на крајот од расказните реченици гласот се спушта. Сега преминуваме на прашални реченици. Тука ви е дадена една илустрација. Во врска со неа, може да составите повеќе прашања. Ајде започнете. Може прашањата да ги поставувате усно, но може и да ги пишувате. Сигурно составивте доста. И јас тука ќе истакнам неколку прашања. Кои животни ги има на илустрацијата? Колку жирафи има во зоолошката градина? Што прави носорогот? Каде е папагалот? Кој ги фотографира животните? Ајде сега да одговориме на неколку прашања. Што се според вас прашалните реченици? Добро размисливте и сигурно одговорот ви е точен. Речениците со кои прашуваме се прашални реченици. Кој знак стои на крајот од прашалните реченици? Така е, на крајот од прашалните реченици стои знакот прашалник. А сега ќе преминеме на извични реченици. Ќе има неколку илустрации и на нив ќе бидат напишани неколку извични реченици. Ќе ги читаме заедно. Ајде, почнуваме. Не препишувај од мене. Ура, дадов кош. Затвори ја вратата. Нема да играш со нас. Забележавте како ги прочитавме овие реченици? Ајде да продолжиме. Уште еден пример. Внимавај на семафорот. Ајде сега да одговориме на овие прашања. Што се извични реченици? Така е. Речениците со кои извикуваме, искажуваме заповед или некои чувства, како што се радост, тага, лутина и слично, се викаат извични реченици. Кој знак стои на крајот од извичните реченици? Секако, на крајот од извичните реченици стои знакот извичник. Како се изговараат извичните реченици? Тоа сигурно добро забележавте. Ајде да одговорите. Одлично. Извичните реченици се изговараат со подигнување на гласот. Сега ќе започнеме со вежби во кои ќе ги применуваме стекнатите знаења. Првата вежба има наслов
Каква реченица сум јас? На дадената табличка имаме неколку реченици. Тие се различни по својата содржина и треба да ги вметнеме во колоната со расказна реченица, прашална или извична, врз основа на тоа какви се по својата содржина. Ќе почнеме со читање на овие реченици и заеднички ќе ја решаваме задачата. Дали сте подготвени? Ајде да почнеме. Побрзај, доцни ме. Каква реченица е ова? Секако дека тоа е извична реченица. Надпреварот веќе започнал. Така е, тоа е расказна реченица. Дали има слободни места? Одлично, тоа е прашална реченица. Ќе најдеме сигурно. Така е, ова е извична реченица. Нашиот тим одлично игра. Како ја прочитавме реченицата? Што се случи со гласот на крајот од реченицата? Така е, тој се спушти и оваа реченица е расказна. Одиме со следната. Сакате гласно да навиваме? Така е, оваа реченица е прашална. И последната. Гол! Победивме! Каква реченица е ова? Тука се искажа многу силно чувство. Оваа реченица е секако дека сте во право извична. Одиме со следната вежба. А таа има наслов Постави прашање. Ќе имаме таблички на кои се запишани одговори на некои прашања. Ние треба да поставиме прашање за дадениот одговор. Ајде да започнеме. Ќе читаме заедно. Јас имам 8 години. Кој прашање може да го поставиме за да одговара на овој одговор? Така е. Колку години имаш? И одговорот секако соодветствува. Јас имам 8 години. Мојата другарка се вика Мартина. Ајде повторно да се обидете да поставите прашање. Така е. Како се вика твојата другарка? Одиме со следната табличка. Бојан за својот роден ден посака тротинет. Ајде размислете добро, кое прашање ќе го поставите сега? Секако сте во право. Што посака Бојан за својот роден ден? Одиме со следната реченица, односно следниот одговор. Денес учевме за животни процеси. Ајде да поставиме прашање тука. Одлично. Зашто учевте денес? И последната табличка. На лето ќе одам на одмор во Преспа. Кое прашање можете тука да го поставите? Што ќе одговара на овој одговор? Така е. Каде ќе одиш на лето? И одговорот ќе биде. На лето ќе одам на одмор во Преспа. Така, сега одиме и со последната вежба, која гласи кој знак на крајот од реченицата стои? Тука ви се дадени неколку реченици, но што забележавте во нив? Одлично! Нема на крајот интерпункциски знаци. Тоа добро го приметивте. Ваша задача е на крајот од секоја од речениците да ставите интерпункциски знак. Дали тоа ќе биде точка, прашалник или пак извичник. И ќе зависи од содржината на реченицата. Ајде да започнеме да решаваме. Подготвени ли сте? Да прочитаме првата реченица. Внимавај на здравата исхрана. Кој знак тука ќе стои? Така е, извичник. Во градината имаше расцветани рози. Така, и тука ќе имаме интерпункциски знак точка, затоа што реченицата е расказна. Зошто си толку тажна? Брзо погодивте. Тоа е прашална реченица и на крајот стои прашалник. Што имаме за појадок? Секако откривте дека и тука стои знакот прашалник на крајот од реченицата. Одиме со следната. Затвори ја вратата. Така е, тука ќе стои интерпункцискиот знак извичник, а реченицата е извична.
Човекот има корист од домашните животни. Така е. Тука ја стои интерпункцијскиот знак точка. Кога ќе се одржи концертот? Сега го приметивте дека ова е прашална реченица, се поставува прашање. И последната, колку убава песна. Сигурно приметивте дека тука се искажа воодушевување, силно чувство и тука ќе стои знакот извичник. Одлично ги решивте сите три вежби. А сега да се подсетиме што учевме во оваа видеолекција. Разликувавме и препознававме расказни, прашални и извични реченици. И правилно ги користевме интерпункцијските знаци на крајот од расказните, прашалните и извичните реченици. А сега нешто ќе ви поставам за домашна задача. Решете го интерактивниот наставен лист на дадениот линк. Многу е интересен. А потоа можете да ги проширите и знаењата со електронската книга која ја составив за вас. А таа е на следниот линк. Се надевам дека учењето ќе ви биде уживање и со овој интерактивен наставен лист и со електронската книга и дека ќе ги проширите знаењата за речениците според својата содржина. Се надевам дека уживавте во оваа видеолекција. Се гледаме наскоро. До гледање ученици. Имајте прекрасен ден.